Белгија е првата земја која воведува задолжителен 21-дневен карантин за лицата кои се заразени со мајмунски сипаници и сомнителните случаи. Досега во Белгија се потврдени 4 случаеви со новиот вирус, а се верува дека извор на заразата е фестивал во Антверпен. Сомнежи дека мајмунските сипаници се појавија и во регионот. Националната организација за јавно здравје на Грција го испитува првиот сомнителен случај на мајмунски сипаници. Станува збор за турист од Англија кој ги појавил првите симптоми, меѓу кои осип на кожата. Тој заедно со неговата придружничка, која досега е без симптоми, се хоспитализирани во болница во Атина, а резултатите од лабораториските наоди ќе се знаат утре. Националната организација за јавно здравје на Грција им препорача на граѓаните да ги следат упатствата на лекарите во случај на осип или невообичаено оштетување на кожата. Како што објасни од организацијата, симптомите вклучуваат треска, главоболка, исцрпеност, а најчесто и карактеристичен осип 1 до 5 дена по почетокот на симптомите. Појавувањето случаи во Велика Британија без претходно патување, како и појавувањето поради случаи во други европски земји, укажуваат на тоа дека болеста најверојатно се шири во заедницата. Се нагласува дека врз основа на досегашните епидемиолошки податоци, опасноста за општата популација е ниска, бидејќи болеста е обично лесна и се самоограничува со релативно мало ширење, соопштија од Националната организација за јавно здравје на Грција. Во меѓувреме, американскиот председател Џо Бајден порача дека вирусот е нешто поради кое сите треба да бидеме загрижени. Загрижувачки е дека ќе остави последици доколку се проширува и понатаму. Напорно работиме на тоа да сватиме што да правиме. Според податоците од Светската здравствена организација, досега се потврдени 92 случаи и 28 сомнителни. Мајмунски сипаници се регистрирани во Австралија, Белгија, Канада, Франција, Германија, Велика Британија, САД, Израел, Италија, Холандија, Португалија, Шпанија, Шведска и Швајцарија.